Разговорите во Астрорум со прекрасни личности, со богата кариера, никогаш не биле проблем, тие секогаш течат, интересни се, има меѓусебна соработка со соговорникот, но кога треба да се најави некој што има толку многу афинитети, активности, тогаш е навистина проблем како во една куса реченица да се представи гостинот. Јас вечерва ја имам можноста да разговарам со професор доктор Александар Трајковски, прво она што е по титулата, тој предава солфеж и историјат на филмска музика на ЕСРА универзитетот и тој е мој колега кој што најголем дел од своето образование го помина на факултетот за музичка уметност. Се специализираше или се профилираше во доменот на филмската музика последните години, но е активен член и знаменит член на хорот Мирча Ацев. Потоа е член, ако не изгрешам, на управниот одбор во СОС Детското село. Значи има таа хумана страна, за хуманоста ќе зборуваме и во емисијата, да не откривам се. Постојано ги следи музичките случувања и другите од областа на културата во нашата земја, значи еден млад човек со веќе богата биографија и со несопирлива енергија. Александар, јас ви посакувам добре дојде во Астрорум. Бранка, ви благодарам и вака ве слушам како ме најавувате и ви благодарам и за таа толку убава најава. А не беше куса, иако се обидов. Да, не беше куса, што толку убаво го спакувавте сето она што е есенцијално да се каже за мене. Ќе почнеме по обратен редослед, па ќе се вратиме на почетоците, како се заинтересиравте за музиката. Вашата книга не само што беше актуелна, туку добива со секој ден на поголема актуелност, затоа што бевте први кои што ги обработивте македонските филмови од Фросина до Лазар. Чинам е вашата книга, тоа е вашиот докторат, каде што зборувате многу студиозно, систематично за музиката во македонскиот филм. Таа книга доби на популарност, бидејќи комуницира и со другата публика, и со филмаџиите, и со оние кои што ги интересира филмот како забава. Дали и предвидовте ваква популарност на вашата докторска дисертација? Морам да бидам искрен, значи кога се нафатив да го правам тоа, кога се нафатив да истражувам оваа област, јас всушност па и немав толку многу големи познавања. За да се нафатам на оваа тема, тоа би сакал да кажам прво, најмногу ме поттикна мојата професорка, доктор Ганка Цветанова, како ја што докторирав, и таа ме убеди да пробам да го истражувам ова поле. И додека го истражував тоа за потребите на докторатот, мислам дека тоа ќе го одбранам докторатот, потоа сето тоа ќе се заврши, дека ќе се продолжи со некои други активности и така натаму. И не предпоставував и не знаев колку потоа ќе предизвика интерес и кај другите луѓе, кај публиката, кај колегите, кај стручната јавност и од едната и од другата страна, и од филмската и од музичката. Меѓутоа, потоа господја Лидинка Петрушева, нашиот еминентен филмолог, кога го прочита докторатот, се заинтересира и рече дека тоа би требало да биде објавено во форма на книга. Се договоривме издавач да биде Кинотеката на Македонија и потоа влегов јас во уште една фаза, сето она што го имав обработено во докторатот да го
проширам, да го направам во една уште поголема форма и да го прилагодам нормално како во четиво за читање. И веќе кога почнав да работам оваа фаза, кога почнав да соопштувам дека се работи за книга, дека ќе треба да се обработи во таква форма оваа тематика, почнав да ги гледам реакциите на луѓето и сватив, веќе тогаш, искрен да бидам, веќе знаев дека ќе биде полн погодок и дека ќе биде нешто што ќе не само што ќе ми донесе мене лично признание и задоволство, туку дека ќе донесе нешто повеќе во македонската култура воопшто. И да бидам до крај искрен, многу сум задоволен што сето тоа што си го предвидов се оствари од кога веќе книгата излезе, веќе скоро една година и од промоцијата, значи изминатава календарска година помина во знакот на неа. И се круни се со наградата 13 ноември. Да, и тоа беше една круна на целиот мој труд, што ми е особено значајно и среќен сум што представуваше една таква завршница на оваа година во таа област. Ја гледаме тука книгата, имаме со нас и претпоставувам дека мораше да претрпи адаптации, бидејќи тоа е пред се музиколошки труд. Вие сте музичар, но многу добро комуницира со широката јавност, како што веќе споменав. Што требаше да отпадне од докторатот, а да се дополни за да биде книга читлива и за сите други кои што не се во доменот на музиката, онака навлезени и стручна? Мораше да отпаднат некои технички поглавја кои што се дел од сите научни трудови, магистерски и докторски. Работата беше што мораше да се дополни. Значи, јас за докторатот имав обработено по избор 40 филма, додека кога веќе решив да биде тоа книга, направив анализа на уште 40 филма. Ни помалку, ни повеќе. Да, се вкупно, значи се опфатија 79 точно. И се направи таа рамка од Фросина до Лазар и тоа значеше дека треба да се прошират и интервјуа, затоа што во книгата јас имам интервјуа со режисерите и со композиторите кои што работеле на филмовите, така што од она што го направив за докторатот, потоа јас го проширував со уште повеќе соговорници, така што има 23 интервјуа сместено во оваа книга. Ова не ви е единствена книга, вие многу добро, тоа особено ме радува кога ќе видам некое коавторство, кога луѓето не се себични, кога излегуваат на вистина корисни книги за музиката. Може да споменете, работевте на книга со господја Чадиковска и во време кога има тенденција да се забораваат и минатиот труд, и минатите времиња, ние не сме ги покриле, не сме ги документирале како што треба нашите корифеи, кариатиди во областа на музиката, филмот. Имате една прекрасна книга за Зина Крелја. Тоа е прва книга каде што јас се јавувам како автор. И особено ми е драго што на таа книга се јавувам како коавтор со професорката Снежана Анастасова Чадиковска, со која ми беше многу големо задоволство да работам. И ете, можам да речам дека јас најверојатно имав и среќа некоја во животот, такви големи имиња да ми подадат рака и да имам можност и чест да соработувам. Конкретно за таа книга би сакал да кажам еве како настана. Јас и професорката Чадиковска претходно не сме соработувале воопшто, сме се познавале, меѓутоа не сме имале никогаш некој директен контакт професионален. Пред неколку години имав напишано еден текст за Зина Крелја, само иницијативно, по повод 90 годишнината од нејзиното раѓање, бидејќи јас многу ја сакам оперската уметност. Самите ја негувате, пеете, да. Да, и тоа ми е така една љубов, животна љубов. И напишав едноставно еден текст кој што го испратив до Соком и да бидам искрен, никогаш не дознав дали е некаде објавен или не е објавен. И потоа го заборавив дека се случило тоа. Заеднаш на телефон да ми се јави професорката Чадиковска и да ми рече дека го прочитала. Марко Коловски, нашиот музиколог, и го препорачал кога таа барала материјали
за Зина Крелја, бидејќи имала оставено аманет од Зина Крелја. Некогаш, ако пишува книга, Зина и подарила пишани документи. И професорката Жедиковска, кога го прочитала текстот, веднаш ми се јави и ме покани дали би сакале заедно да ја работиме книгата. Јас со задоволство се согласив и тоа излезе, па еве нескромно ќе кажам, едно многу убаво бисерно дело. И многу ми е задоволство што, освен мојата лична соработка со незе, што направивме една книга за еден наш еминентен уметник, кој што оставил на вистина многу на нашата сцена, нашата културна сцена, што не бил покриен од еден ваков аспект и што таа книга еве ќе сведочи за еден животен уметнички пат, за еден од основоположниците на македонската култура. Од семејството потекнуваат многу нешта. Меѓутоа се случува и никој во семејството да не е музичар, а кај детето да се роди љубовта. Сега ќе ве вратам многу поназад. Како дојде вие да се занимавате со музика? Ова никој не ми го поставил вака кога сме зборувале јавно. Можеби го имам раскажувано во некои затворени кругови, баш ќе ми биде задоволство да го кажам и можеби некој нова искуство по тоа ќе се навлече. Моја голема желба во животот беше јас да бидам актер. И јас така се замислував како дете и јас бев убеден дека ќе бидам тоа. И кога дојде момент за запишување во средно музичко училиште, јас немам основно. Немате нижо музичко, да, јас значи со ноти првпат се запознав кога влегов во средното музичко училиште. Тогаш ги научив и нотите и се почна тогаш. И тоа беше една идеја, знаејќи дека нема средно драмско училиште. Сакавте побрзо да влезете во професионалните води. Да, и си реков ќе одам во некое уметничко. Сродно. Сродно, а секогаш сум сакал да пеам во хорови во училиште, меѓутоа ништо повеќе од тоа немало, а од секогаш ме влечела музиката. Операта ме влечела, еве имав можност заради фамилиарни текови да присуствувам уште од дете на различни опери, да се движам во тие кругови. И некако изборот во средното музичко училиште беше како мој преоден за потоа период, мост да се запишам на факултетот за драмски уметности. Веќе кога почнав во средно да учам, и патот тргна и се запишав и на факултетот за музичка уметност и отиде мојата драмска кариера веќе во втор план. Во втор план. Данот дојде филмската, еве дури после магистрирањето на факултетот за музичка уметност вие повторно се насочивте. Да, пак некако да се обработува, да биде нешто никогаш близко. Не е доцна за актер. Не, никогаш не е доцна, имате право. И други тоа ми го велат, никогаш не е доцна, ама некако, не се погодило, не се нашло момент и прилика. Колку вие во вашето семејство, мора да споменам, иако тоа нема личен, вашите успеси се лично ваши, меѓутоа да се живее покрај една тетка Јагода Михајловска Ѓоргиева, која што е во филмската уметност како филмски критичар долгогодишен и познавач на таа уметност, колку имаше влијание, еве, после толку години, вие да се насочите во областа? Значи, јас мислам дека целиот живот, нашата блискост, нашата релација, тоа си го правело влијанието. Значи, А и пишувањево се гледа дека повторно сте. Да, и на тоа сакам да речам, значи, имало некое влијание, можеби несвесно, низ разговори, низ комуникација, низ секојдневието всушност, наше фамилиарно. Мислам дека се има големо влијание, се има извршено со тоа и би сакал кога ја спомнавме да кажам дека секогаш кога и праќам нешто да прочита, и праќам со така една задршка со леле си викам дали да го пратам ова, дали да не го пратам. Но строг критичар е или многу строг критичар е, да. Но и таа ги дава своите книги на читање на различен тип на луѓе. Најверојатно и затоа и јас се осмелувам да го правам тоа, знаејќи го и незиното искуство. И во досегашното тоа препраќање во барање на поддршка, секогаш, иако е строг критичар, секогаш сум наидувал на највисоки оценки.
Супер. И тоа ми е посебно горцум на тоа. Да. Тоа е вистина подбутнува напред И да таа секогаш можете ми да вика, во овој целите случај не те повисока. оценувам како тетка, те оценувам како автор. Значи не сум субјективна. И тоа ми дава така една поддршка и поттик за понатаму. Ќе правиме мали дигресии затоа што не можам да прескокнам едно прашање кога ја начнавме фамилијата, бидејќи сметам дека е добар пример и низ личното искуство кога кажуваме собствени проблеми и надминување на истите, мислам дека тоа е највлијателното нешто кај луѓето. Некој кога ќе го слушне овој разговор, можеби ќе биде мотивиран да размислува малку поинаку, зашто за жал после толку поминати години темата за донирање органи се уште остана табу тема. Веројатно има освестени луѓе, но ако процентуално гледаме, се уште ништо не мрдна од мртва точка. Да ја потсетам нашата јавност дека вие во најтешките моменти при мозочна смрт на вашата мајка решивте, бевте храбри, семејно да донесете една одлука да ги подарите двата бубрега на други луѓе. Тие луѓе се денес живи, подаривте 2 животи. Накусо, дали можете да се сетите вака сега како автора го треба да преточите во еден расказ, како би го дефинирале сето тоа случување, дали ако чекавте уште еден ден или повеќе ќе реагиравте поинаку, зашто моменти се во прашање. Поинаку немаше да реагирам сигурно. Значи тоа ќе беше тоа што се случи, тоа ќе беше така. Вие сте единствениот наследник, Да, вие сте единствениот син на вашата единец, мајка. да, јас сум единствен син и тоа мораше да се одлучува брзо, заради додека се уште во функција органите, кога веќе мозочната смрт настапи, значи другите органи се уште беа живи, меѓутоа Прашање на сати. Беа прашање на сати. Во тој дух јас секогаш бев воспитуван од страна на мајка ми, да се продолжи некој живот, да се развива науката или и слично. Да се унапредува човештвото. Да се унапредува човештвото. Тоа беше низиното мото. И кога дојде моментот за тоа, јас со тетките мои, јас имам 2 тетки, зборував, се консултиравме што би можеле да направиме и тука заеднички дојде идејата да се донираат 2 бубрега. Мојот тетин, професорот Владимир Георгиев, од клиниката за урологија, тука не насочи како сето тоа да го направиме, да се среди целата таа работа. И јас не знаев каде ќе одат тие бубрези. Значи јас дури од после тоа, од кога се направи таа, јас веќе тука немав воопшто увид, да, воопшто не се ни заинтересирав јас каде ќе одат тие, како ќе се изведе таа трансплантација, кој ќе ги добие. Дури од кога заврши погребот и сето тоа, јас дознав кои се тие луѓе. Потоа, откако тие закрепнаа задоволство ми е што се запознавме ние, и веќе скоро 14 години поминаа. Јас сум среќен што тие живеат со мајка ми и мајка ми на еден начин го продолжува својот пат и својата хумана мисла за напредок и за развој и за се она што представува убавина во животот. Имавте одгласи од луѓето, ве прашуваа, после имаше заинтересирани или се уште се молчеше и само слушавте воодушевување од вашата постапка? Да, слушав воодушевување од мојата постапка и слушнав и мислам луѓе кои што сакаат да го направат тоа ме прашува како да се направи таа постапка. Да им кажам каде да се обратат, што да направат и се надевам дека тоа е исто така едно отварање малку на хоризонтите на размислување на луѓето, значи да се тој процес некако да заживее, да добие да добие светлина на денот, да добие и да може да се функционира непречено во системот во државата, да, во таа област. Тука не се опира вашата хуманост. Јас на еден настан ве видов во СОС детското село и тогаш дознав дека вие сте висок функционер таму. Како дојде соработката со СОС детското село и кои се вашите ангажмани, вашите визии и колку трае ова? Во СОС детското село јас влегов пред 10 години.
секогаш сум имал така емпатија со оние деца кои што на еден начин биле растеле поинаку од оние што оно како што сум растел јас или како што растеле децата во мојата околина. И почнав да соработувам со детското село, така што станав член на нивното собрание и дел од управниот одбор, а од оваа година, значи, станав и подпредседател и заедно со председателката Славица Спировска, мислам дека сме еден тим кој што во овие моменти на развивање и на просперитет на организацијата ќе дадат свој придонес, па кога ќе ни заврши мандатот ќе бидеме задоволни од она што сме го направиле. Јас тоа што мојата дејност таму ми е големо задоволство и што и да правам друго во текот на денот или во текот на периодот во кој што сум активен, кога ќе дојде момент за активност таму, секогаш имам сила и секогаш се јавувам на заложенијата, на сите повици кои што се потребни. Инаку сте еден од најголемите љубители на хорското пеење, пасиониран хорист во хорот Мирче Ацев. Гледам дека и самиот хор каква чест ви укажува, ако треба некој да се обради во името на хорот, ако треба да се заблагодари, ако треба да каже некој убав збор, тоа сте вие. Едно е заради ученоста и заради вашата вештина да говорите, но верувам дека тоа е оддавате слика на почитуван член на хорот. Како во ова време, кога тешко се одржуваат аматерските, добро, овој не е од тој тип ансамбли, меѓутоа не е ни професионален, таму не се вработени луѓе, се работи за ентузијасти. Како успева да се одржи толку години? Прво, мене ми е многу чест што сум толку години, повеќе од 20 години, што сум дел од тој хор. Јас сум мислам во историјата на хорот дека сум и единствен кој што во еден период од 20 години без никаков прекин во континуитет сум член, без ниту едно испуштено патување, без ниту еден испуштен концерт во тие 20 години во земјата. И навистина имам почита од сите чинители во Мирчацев, значи колегите, што ми е многу драго. Јас се надевам дека хорската уметност, аматеризмот ќе има поголем слух и од државата и за во иднина. Сепак, хоровите од овој тип и воопшто ансамблите од овој тип кои што не се државни, кои не се под буџетот, зависат од финансирањето, зависат од поддршката и нашата мисија, она што го работиме и она што го правиме е во функција на тоа да добиеме што поголема поддршка, да може да се реализираат сите замислени проекти. А колективната радост и она чувството на колективно творење е незаменливо. Кој не почувствувал, треба да запее во хор. Да, јас не му треба ни јога, ни психијатар. Ништо од тоа. Ништо од тоа. Јас тоа и на помладите им го кажувам, на помладите генерации, дека членувањето во хоровите, посебно јас за Мирчацев ќе зборувам, тоа е еден благодет во животот. Навистина, кој не го почувствувал, не знае што е и не знае како е, а јас на сите им посакувам да го почувствуваат, затоа што ќе излезат после тоа искуство секогаш побогати во својот живот. Што работите друго во моментов? Иако ово што го кажавте е сосема доволно да констатираме дека ви е исполнет и професионално и приватно, зашто знаеме кој се занимава со уметност дека не може да направи граница меѓу приватното и професионалното, или ја живе уметноста, или не може поинаку. Бидејќи го зборувавме Мирчацев, еве јас да кажам дека до крајов на ова е всушност јубилејна година за Мирчацев, 70 години од неговото постоење, не само на академскиот хор, туку воопшто на целокупното друштво. Таму се ансамблот за народни ора и песни, академскиот хор, во минатото има работено и академската сцена. И она што е најново што јас лично го работев, тоа е монографијата за 70 години Мирчацев, која што ја напишав комплетно сам, значи јас сум комплетен автор. Дури некои професори од универзитетот ме прашуваа кои се во редувачкиот одбор, кои се во тимот и
јас кога на сите им викав дека се сам правам, ова не е фалење, туку само да кажам, сите беа изненадени. Обработив 70 години на ансамблот за народни рои песни, 70 години Постоеше документација, како се справивте со архивите? Значи, јас многу истражував во универзитетската библиотека преку пишаните, печатени медиуми. Повеќе години јас тоа го собирав, затоа што секогаш имав замисла дека сакам нешто да напишам за Мирчацев, да биде нешто со мое име, мое авторство да биде. И многу голем материјал од таму собирав. Во архивата на Мирчацев исто така барав материјали, нешто имаше, нешто немаше. Од таму собрав и направив една убава публикација каде што е опишан развојот, почетоците, развојот, па потоа најголемите успеси и се до денешен ден. Сето тоа покриено со многу фотографии, со изјави на учесници кои изминативе 70 години работеле во рамките на друштвото и тоа ќе остане на еден начин да сведочи за Има знаменити членови, да споменеме некого кој почнал во Мирчацев? Значи, тука работеле многу диригенти. Значи, ево конкретно за академскиот хор, значи најголемите диригентски имиња, Драган Шуплевски, Александар Лековски, Томислав Шопов, браќата Ѓумар, од областа на фолклорот работеле Тофе Драгулевски, Васло Зигоманов, Дојчин Матевски, тоа се навистина имиња кои што оставиле простор. Академската сцена била раководена од Ацо Дуковски, Драган Трајковиќ, значи тука Душко Костовски актерот кој што е почнал својата кариера во Мирчацев. И тоа се многу имиња кои што дале еден влог за сите овие 70 години. Ете ви простор, академската сцена може повторно да се возобнови и вие да станете актер. Добра идеја. Следно нешто може околу да се Мирчацев. размислува на тоа, да. И сега да ве вратам онаму каде што започнавме, бидејќи сите се вестернизиравме и редовно луѓето немаат време да читаат па се бараат оние highlights или најбомбастичните нешта во книгата. Вие имате добра статистика околу македонскиот филм. Можеме да извлечеме некои заклучоци, најмалку употребена музика, најмногу потребена, дали музиката го надмина некој филм од македонските, дали му даде посебно значење и ако го лишиме филмот од музиката, дали ќе беше тоа што е Тоа се прашање кои што ги обработувам јас во книгата. Тука одма, например, би го споменал јас филмот Црно семе, кој што нема ниту еден тон музика. И тоа е Тишина има. Да. Да. Меѓутоа во мојата книга, значи обработував јас, правев и се прашував, се консултирав со публиката, значи правев едно анкетно истражување за тоа која е онаа музика која што најмногу допрела до нив. И тука одговорите беа, значи, на публика од најмала возраст од најмала возраст до највисока, од 7 до 77 што ви рекле, да, гледав да биде тоа од сите националности што живеат во Македонија, од сите профили, од секој образование, за да различни степени на образование, да може да се добие една добра слика. Секако тука е филмот Пред дождот, филмот Gypsy Magic, тие, значи, водат филмот Исправи се Делфина. Тоа се така едни филмови кои што водат во однос на препознатливост, во однос на... И музиката го помогнала филмот, но и филмот ја помогнал музиката. Тоа сакав да речам дека е направена една комплементарност, значи, помеѓу нив. Има, значи... Се скусува инструментариумот денес, порано цели оркестри. Знаеме, Словенечка филхармонија свирела, нашата филхармонија Загребска, Белградска филхармонија, Македонската филхармонија. Тоа укажува дека повеќе средства се трошеле на музиката на филмот или не постоеле алтернативни решенија, односно денешнава технологија? Јас мислам дека тогаш тоа се подразбирало дека така да биде. Дека така треба да биде. Клише еден вид. Да, и сите композитори создавале дела за симфониски оркестар. Дури потоа, кога
веќе некаде околу крајнот на 70-тите, 80-тите години, почнуваат камерни состави да се формираат, па веќе од осамостојувањето па навака да се примени кон кон семплери, кон снимена музика. Меѓутоа, еве лично, ако зборувам, јас сепак сум... За грандиозност? Да, за грандиозност, значи така, за една звучна моќност, за цел симфониски оркестар, за сите негови капацитети. Интересно е што ги имаме французите во Македонија, па се уште на тлото на Македонија се снимаат оркестри. Може да се снимаат оркестри и значи и се има подобар квалитетен звук и се има работа за нашите музичари, значи сите задоволени. Сите задоволени, да. Вам лично кој филм ви е омилен и дали музиката има пресудна улога во него? Од сите што ги имам изгледано, сите што ги имам анализирано, на прва вака кога ќе ме прашате, мене ми е филмот Среќна нова 49-та. Има една толку убава лирска тема, која што наликува на Мориконе, автор на музиката е Љупчо Константинов. И еден од најмелодиозните наши автори на музика за филм. И дополнително и најплодните во филмската музика. И јас едноставно секогаш кога и да ја слушам музиката, посебно таа носечката, лирската тема, кај мене се побудуваат така убави чувства и со задоволство ја слушам и со задоволство гледам тој филм. Што не значи дека нема и други што ми се допаѓа, меѓутоа вака на прва е овој одговор би го дал. Толку убави теми за разговор, толку малку минути ни остана. Традиција е овде нашите соговорници да добијат нека книга од продукцијата на Арс Ламина. Има многу околу нас. Не знам дали овде гледате нешто што би ве интересирало или да бараме нешто што е врзано со филмот, со музиката? Не, нема потреба. Јас вака како што гледам, како да сте знаеле, сте го ставиле тоа што мене ми представува големо задоволство. Јас сум голем фан на Агата Кристи. Имам прочитано голем број од незините романи. Вистина, да, еве конечно на македонски јазик незината автобиографија. И многу ќе ми биде драго да ја имам таа книга. Да, многу ме радува. Верувам дека ќе ви се допадне, тоа значи дека сакате и трилери и такви загадки за решавање. Значи обожувам, така, не само што сакам, а посебно незиниот стил на читање, на пишување. Значи не јас и некој филм кога ќе изгледам од неа. Потоа сакам да ја препрочитам и книгата, што ја... По тој редослед? Не прво книга па филм, бидејќи велат дека може да си го... Морам да ви кажам како ќе ми дојде при рака. Значи, кога ќе видам филм, не го пропуштам. Кога ќе видам книга, не ја пропуштам. Ама ако имам читано книгата, го гледам и филмот. Или ако го имам гледано филмот, ја читам и книгата. Јас се надевам дека нема да направиме Белја, Агата Кристи да смени сликата во вашите очи, каква е како автор и каква е како човек. Тоа сигурно не верувам, туку знам дека баш ќе ми биде дополнение на она што го знам и што го сакам кај неза. Ви благодарам за овој разговор. Ова е подарокот од нас, а вам ви посакувам уште многу книги, бидејќи гледам со каков ентузијазм зборувате, сигурно ќе излезат. Па еве на крајот само јас би кажал дека со професорката, со професорката Чадиковска во моментов работиме на библиографијата на професорката Милка Евтимова. Се јавуваме како уредници и тоа мислам дека ќе биде дополнување на незината книга на биографијата, на незината биографија која што професорката Чадиковска ја работеше и тоа се надевам дека ќе биде во наредната година. А она што не успеавме да го спомнеме, а е една моја многу голема љубов, работев на монографското издание за Сузана Спасовска, заедно со... Мораме. Да, заедно со... Тоа е своевиден куриозитет, бидејќи од каде толкова љубов за Сузана Спасовска? Тоа исто е на многу... Сузана мене ми е љубов од моето детство. Јас уште како дете... И ги пеевте песните, ви се допаѓаше? Велат нашата Леди Гага, нашата Мадона во незиниот пристап. Сузана кога почна и кога јас ја засакав, ниту Мадона беше толку популарна, ниту Леди Гага па постоеше. Значи нема песна што јас не ја знам од Сузана.
Значи, тоа Ова е неверојатно. Автор сте на монографијата. Коавтор Тоа е, сте? да, тоа е монографското Издание. по повод 30 години од незината кариера и со нашиот заеднички пријател Дијан Трајковиќ направивме едно Дијан Величковиќ, се извинувам, направивме едно издание каде што е спестено се што се случувало изминативе 30 години за незе. И тоа така ми е Пишува таму, За откривте каква беше како од децата на цвеќето, дека имаше долга коса, беше хипик и дека пееше во младинскиот хор, се во е Развигорче. опфатено, да, се е опфатено. Како прекрасно пее и класична музика. Да, значи и дека е од забавна. рокерка, дека е потоа направен еден трансфер, една трансформација во незината кариера како интерпретатор на народна музика, дека подеднакво убаво ја пее популарната поп музиката, пее оперски арии, во последно време пее и кинеска музика. Да, го учи кинескиот јазик. Да, и јас кога ја слушам Сузана, тоа си го правам, значи, со најголемо задоволство. Едно нешто е константа кај неа, а тоа е незиниот глас, Да. со такви филигрански украси во пеењето, кога ќе запее Јано Морисев Далино. Значи, тука Тоа е- занемува се друго, да, и нема тука веќе простор за дискусија, Да. само се слуша гласот. Навистина многу интересен разговор, ви благодарам уште еднаш и се гледаме после следната книга. Верувам дека ќе ја има. Ви благодарам.